Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Добро е што на денешната седница ќе имаме можност да продискутираме за неколку закони кои што го фаќаат финансиското работење. Имено Законот за финансиска стабилност е со европски знаменци и еден редок пример на закон кој што треба да добие епитет европско знаменци и треба да биде носен согласно регулативите во собранието кои што го уредуваат носењето на закони со европско знаменце. Кога ќе видиме дека имаме забелешка од Европската комисија, имаме забелешка и од амбасадорот Гир за тоа кои се закони добиваат европско знаменце и како се злоупотребува оваа процедура, навистина не можам да најдам логика во носењето на еден ваков закон кој што и навистина треба да биде усогласен со европската регулатива и закони кои што биваат европско знаменце како што се закони за минерални суровини, за сесија или закон за опојни дроги и така натака или еве најнов пример со европско знаменце се носеа и закони за државјанство или за суди и обвинители. Така да би сакал да укажам дека ова е навистина пример кој што треба да се следи и овие закони, ке повторам, кои што ја дефинираат или ја уредуваат финансиската политика на Република Македонија, треба да бидат усогласени со европската регулатива. Треба да се напомене дека ВМРО-ДПМН ја предлагаше оваа регулатива уште пред 2 години, доколку тогаш беше донесена. Сега финансиската дисциплина и политика во оваа држава ќе беше навистина на многу подобро ниво него тоа што е сега. Што треба да се напомене? Овој закон прво мора да се почитува. А зашто мора да се почитува? Затоа што предвидува пред се фискална политика и фискален совет кој што треба да ја уредува фискалната и економската политика во целата држава. Може да се заклучи по тоа што ќе го читате законот дека СДСМ како влада е апсолутно финансиски недисциплиниран, заедно со ДУИ, и води политика на економско фијаско во кое што скоро па секоја недела ќе се задолжуваме за да финансираме непродуктивни трошоци, нема да имаме фискални правила кои што го уредуваат нивото на јавниот долг и навистина нема да следиме никакви примери во трошењето на народните пари. Овој закон треба да биде в рамка на функционирање, но она кое што мене од стартот ме обесхрабрува е тоа дека владата има тенденција да носи закони кои што ќе ги прикажува пред јавноста како особени успеси, а при тоа или односно после тоа веднаш да пристапи кон нивно непочитување и кога ќе наследи одредена криза, односно кога ќе настане одредена криза, да се вади на сите оние амандмани кои што ги предлага опозицијата. Така беше со интервентниот фонд во земјоделието, така ќе биде овој пат. Ова ќе биде за жал уште еден закон кој што ќе се донесе, а кој што нема да се почитува затоа што состојбата е до таа мера отидена да никој не сака да засука ракови и да се справи со жестоката и катастрофална финансиска и економска состојба во државата која што е донесена заради кадрите или заради политиките кои што се не до крај изработени и кои што се на стратегија купи ден продај. Ова што треба да се убаво изанализира од оние кои што ги водат институциите, кои што ги уредуваат финансиите и економијата е колизијата која што неминовно ќе настане со законот за буџети кој што е во собраниска постапка. Имено тука има две работи кои што треба да ги внимавате. Тука се работи за во законот за буџети се предвидува формирање на фискален совет, а тука се уредува, односно се сака да се формира финансиски комитет. Кога ќе читате двата закона, ќе видите дека и фискалниот совет и овој комитет имаат скоро исти надлежности. Сега, треба да се даде одговор на тоа дали овие два совети ќе влегуваат во меѓусебна колизија. Дали ние ќе составуваме совети кои што ќе ги имаат истите надлежности, а само ќе носат различни имиња, и на крајот треба да се одговори што оваа држава ќе има од таквите совети. Доста ни е од само формирање на одредени тела кои што ќе заседаваат, членовите можеби ќе примаат одредени паушали и ќе даваат одредени заклучоци, одредени препораки кои потоа никој нема да ги почитува. Ние мораме да одговориме на прашањето што овој совет ќе има за обврска. Односно, дали институциите на системот ќе треба овие препораки и заклучоци на некој начин да бидат обврзани да ги почитуваат. Затоа што ако вие составите совет од 13 члена, кај што меѓу другото ќе членуваат, би рекол, гувернерот на
банка, министерот за финансии и другите клучни луѓе кои што ги водат клучните институции за економијата и финансиите, треба да знаеме доколку овој совет увиди дека нешто не е во ред во финансиите и економијата и доколку препорача на институциите како тие институции ќе бидат приморани да ги почитуваат. Тука не зборувам само за во моментов за оваа политичка констелација, туку зборувам и за наредните, зашто ние треба да носиме вакви закони за да ги почитуваат сите, без разлика дали биле леви или десни. Што доколку тој совет заклучи дека ситуацијата не е добра и доколку препорача да се менуваат закони, кој ќе ги натера тие институции да ги почитуваат законите? Ова е прво читање на овој закон и јас сакам тука да истакнам дека ние како ВМРО ДПМН имаме широка консултација со сите економски чинители во оваа држава, комори, професори, асоциации и ќе предложиме неколку амандмани во моментот кога ќе не биде тоа достапно, затоа што сметаме дека тука оваа регулатива треба да биде малку пошироко опфатена. Следејќи ги европските регулативи, ние мора овој пазар да го прошириме и да им дадеме простор на сите учесници во пазарот да бидат инволвирани. А понатака сметаме дека комитетот не треба да го следи само финансискиот систем, туку и состојбите во економијата кои што имаат системско негативно влијание врз целокупниот финансиски систем за државата. Читајќи го законот, има таму и подкомитет на финансиска криза. Тоа значи дека доколку советот увиди дека има финансиска криза, треба да направи одреден подкомитет кој што ќе се обиде таа криза да ја администрира. Кога ќе ги прочитате сите услови кои што ги регулираат потребата за составување на ваков подкомитет за финансиска криза, неминовно е да заклучите дека дури и во овој закон кој што го предлага владата се исполнети сите услови за во овој момент да има и да се прогласи веднаш подкомитет кој што ќе ја регулира финансиската криза во која што е доведена Република Македонија. Би сакал да потсетам, само за последниве 2,5 години Република Македонија се задолжи за 2,9 милијарди евра. Оваа година допрва треба да расправаме за ребаланс на буџет кој што се уште не е стигнат во собранието, а за кој што се предвидува нето задолжување за 1,2 милијарди евра, пари кои што не беа предвидени во носењето на документот кој што се нарекува буџет за 2022 година. Пари кои што оваа држава ќе ги земе, а ние повторно нема да знаеме каде отишли, нема да се закова ниту една шајка во капиталните инвестиции. Овој закон треба што побрзо да биде администриран за да може овој подкомитет да почне да функционира. Јас тука би препорачал поширок опфат на учесници во таквите подкомитети за да биде вклучена и опозицијата, но да биде вклучена и академската јавност, односно оние кои што најдобро знаат како оваа држава да излезе од кризата. Веќе 2 години ние го пробивме оној мастришки критериум за високо задолжена земја и сега сме над 60%, па логично си го поставувам прашањето зошто пратениците од мнозинството не се критични и не се закануваат и ја нема онаа хистерија на грчко сценарио кога државата беше задолжена 42%, односно само 2,2 милијарди за 10 години во време кога почнаа 3 автопати, стадиони, игралишта, болници и целокупна градежна инфраструктурна офанзива. Тоа нема да го видиме. Но добро е сепак на крајот од денот што вие си предложувате законски решенија во чии услови признавате дека оваа држава е во длабока финансиска криза. Затоа ние на расправите во комисиите ќе учествуваме со амандмани обидувајќи се да ги подобриме овие финансиски решенија на одредени закони кои што навистина заедно со помош на Европска Унија треба да го спречат финансискиот колапс и финансиското расипништво во кој што оваа влада е способна да го направи, но е неспособна да го администрира нередот од оние политики кои што ги предвидува и кои што ги администрира и кои што ги внесува во сила, што само допринесуваат за намалување на стандардот и изголемување на сиромаштијата. Ви благодарам.